Канал Плюс телевизија возможува одблиско да се запознаеме со актуелните прашања во држава. Денес гостин во нашето студио е господинот Андреја Поповски, директор на Централниот регистар на Република Македонија. Добар ден. Добар ден, благодарам за поканата во вашата телевизија и се надевам дека ќе одговорам на некои прашања кои што се поврзани, кои што ги интересираат граѓаните, а се поврзани со работата на Централниот регистар. Така, ете започна поднесувањето на годишни пријави до Централниот регистар за изминатата 2016 година. Како тече токму овој процес? Така, веќе трае поднесувањето на годишните сметки за 2016 година, кои што правните субјекти ги доставуваат до Централниот и имаат законска врска да ги доставуваат до Централниот регистар на Република Македонија. Да подсетам дека роковите за доставување на годишните сметки се до 28 февруари во хартиена форма, со тоа што со измените од Законот за трговски друштва е овозможено за оние субјекти кои што ќе се одлучат да поднесат годишна сметка во електронска форма, имаат можност тоа да го направат до 15 март, со таа разлика што средните и големите субјекти, кои што се како средни и големи согласно Законот за трговски друштва, во таа класификација спаѓаат, за нив обврската е фактички до 15 март, бидејќи тие можат, односно треба да достават исклучиво електронски годишна сметка. Интересно е тоа што Централниот регистар започна со бришење на трговци поединци и трговски друштва од регистарот. Како тече токму овој процес и колку досега се избришани од регистарот? Така, ние имавме во изминатиот период во последните 2 години со измените, ќе повторно со Законот за трговски друштва, имавме измени каде што сите оние неактивни фирми кои што со години не работеа и кои што немаа можност да спроведат и постапка за ликвидација, со измените во Законот за трговски друштва се воведе бришење во трговскиот регистар по службена должност. Да појаснам што значи тоа. Значи секои 3 основи сега се во законот предвидени за бришење по службена должност. Тоа е недоставување на годишна сметка до крајот на тековната година за претходната година, тоа е основ за бришење, за отпочнување на постапка за бришење. Понатаму незапишена адреса на електронско садначе, односно имейл адреса, и третиот основ е незапишан основачки влог. Да потенцирам дека согласно и првото прашање кое што ми го поставите околу годишните сметки, иако се роковите наведени во законот како такви, од одредени објективни или да речем и субјективни причини се случува во минатиот период, имаме значи ние ситуација кај што одредени субјекти не доставуваат во законски предвидениот рок. Секако за тоа има во законот предвидено и прекрошочна санкција, меѓутоа тоа и представува и основ за бришење во регистарот за годишни сметки. Ние направивме многу во изминатиот период со тоа што доста ја олеснивме постапката за поднесување на годишни сметки, го воведовме системот за електронско поднесување на годишните сметки, постојано бевме во комуникација со сметководствената заедница, како професионална заедница, кој што се најчест подносител на годишните сметки во Централниот регистар. Чести ни беа комуникациите со сметководствената комора при Сојузот на стопански комори. Во периодот што следеше во изминатите 2-3 години правевме ностоп ажурирање односно надградба на системот за поднесување, така да сметам сега дека во моментот немаме забележено нити воопшто некакво паѓање на систем, нити не сме имале проблем некогаш при поднесувањето и тоа во периодот кога пред крајниот законски рок не сме имале никакви проблеми при поднесувањето на годишните сметки и нормално нината обработка, така да субјектите можат да бираат дали ќе поднесат во електронска форма или во хартиена форма. Да подсетам дека и во тарифата на Централниот регистар, кој што како надомест се плаќа за обработката на годишната сметка, годишните сметки поднесени во електронска форма се во значителен износ помали, надоместокот е помал во однос на оние што се поднесуваат во хартиена форма. Дали имаме бројка со која што располагаме? Така, во 2014 година прв пат почнавме со системот за годишните сметки од 2013 година. Во првата година имавме поднесени 15.000 онлайн годишни сметки.
исто и така обработени од наша страна. Во втората година, основно во 2015 за 2014 годишните сметки, бројот се искачи на двојно повеќе, односно на 30.000 годишни сметки. Минатата година 2016 за 2015 имавме веќе 42.000 годишни сметки, така да бројот расте, односно се повеќе, тоа покажува дека корисниците, односно подносителите се заинтересирани, прифатлив им е, лесен им е за употреба системот, така да нема објективни причини за неподнесување на време на годишната сметка од аспект на работењето на Централниот регистар, барем што се однесува. Да се вратам на второто прашање, значи во изминатиот период имавме законски бришења по службена должност, предвидени во Законот за трговски друштва. Пред се во 2014 година избришавме неактивни фирми во трговскиот регистар, односно фирми кои што немаа потврдено податоци согласно Законот за трговски друштва. Такви беа 3400-3500 субјекти некаде. Во 2015 година го објавивме првиот список за субјектите кои што не доставиле годишна сметка за 2013 и како основ за бришење беше од трговскиот регистар. Во 2015 ја отпочнавме постапката. Постапката во според законот трае една година објавата. Во текот на додека е објавата, субјектите имаат право да ги оснарат на недостатоците. Тоа значи да поднесе годишна сметка, да запише имейл адреса или да запише основачки влог сега со последната измена. Тоа се трите основи за бришење по службена должност. Морам да потенцирам дека треба да знаат субјектите за оние кои што не се информирани дека со цел да не се предизвика ова да биде пракса кај субјектите да се бришат на тој начин, бидејќи сепак покрај тоа има и прекршочна санкција. Бришењето од трговскиот регистар по службена должност значи ограничување согласно Законот за трговски друштва да не можат додека трае постапката и 3 години после тоа основачите и управителите кои што се во друштвата, во органите на управување, во надзор на друштвата, нема да можат да основаат, односно да управуваат со ново регистрирани друштва, односно трговци поединци. Ние во 2015 година, како што кажав, значи го објавивме списокот. Ланската година во 2016 на крајот од 1 февруари веќе се имаше основ за бришење, бидејќи за оние субјекти за кои што не добивме известување дека ќе биде поведена постапка за стечај, односно ликвидација, ние избришавме близу 27.000 28.000 субјекти. Минатата година списокот кој што го објавивме се уште до понеделник, односно до овој понеделник, до 30, важи, трае објавата. Субјектите имаат уште ден, два, три, можност да ги останат оние недостатоци кои што се предвидени во законот за да ги немаат понатаму тие ограничувања, како што кажав, да не се случи после нејасноти дека имам ограничувања по член 29 и не можам да основам фирма или не можам да управам фирма, значи субјектите да бидат свесни за ова. Оваа година списокот ќе го објавиме во понеделник или вторник, значи законскиот рок е 30 дена од настанувањето на основот за бришење, тоа е крајот на 31.12.2016 година. И Централниот регистар, значи некаде со околу 32.000 субјекти до сега ги има избришено по службена должност. Да подсетам дека ова е многу голем исчекор од аспект на ние како институции, како Влада на Република Македонија, како сите оние институции, Државен завод за статистика, кои што располагаме со податоци, ние како Централен регистар сме давател на тие податоци кои што ги користи државата. Заради тоа што многу беше лоша сликата која ќе се каже дека од 100.000, 102.000 правни лица, односно фирми, субјекти основани по Закон за трговски друштва, а реално работат 70.000 или 65.000. Со ова сега имаме многу по-чиста кристална слика за тоа. Централниот регистар заедно во соработка со Бирото за јавни набавки го реализираше, го спроведе проектот Тендерско досие. Да го доближиме токму значењето од овој проект до гледачите. Проектот Тендерско досие беше проект од програмата на владата од 2014-2018 година. Ние го работевме и го развивавме заедно со Бирото за јавни набавки. Следеше, значи, спецификација на тој проект, потребите кои што се од страна на корисниците беа сумирани потребите од страна на корисниците во системот за јавни набавки
го имаше период на тестирање на проектот и како проект го имплементиравме во месец мај 2016 година. Проектот беше многу корисен од страна на сите учесници во постапката за јавни набавки, односно фирмите кои што сакаат да конкурираат со договорните органи при постапката за јавни набавки, заради тоа што сите оние документи, односно потврди, информации кои што се ги собираат, до сега ги собираа мануелно, да кажем, на некој начин, мора да дојдат во просториите на Централен регистар, имаа можност и електронски да ги нарачат, меѓутоа сето тоа беше неавтоматизирано. Сега имаат можност со самото тоа што тие се веќе корисници, односно преплатени во системот, регистрирани во системот за јавни набавки, имаат можност дополнително да извршат нарачка на документацијата која што е потребна од Централниот регистар и затоа го крстивме тендерско досие, буквално. Тука спаѓа документи кои што се од аспект на личната, персоналната и финансиската способност на економските оператори. Имаме 3 пакети на производи. Во првата група на производи се документи кои што ја потврдуваат личната и професионалната способност, личната состојба и професионалната способност. Во вториот пакет е проширен за извештај од биланс на состојба и податоци од биланс на успех, односно кој што се потврдува економската, финансиската способност. И третиот пакет е само билансот на успех и билансот на состојба, доколку некој сака само како таков да го нарача. Морам да кажам дека субјектите беа информирани за тоа, беа известени и преку Бирото за јавни набавки, имавме и ние преку нашиве регистрациони канцеларии и нашиве служби. Уште еднаш да напоменам дека 15% оној кој што ќе се определи на тој начин да ги прибира документите, 15% имаат помалу трошоци за самите фактички намалување на трошоците за оние сите оние документи кои што ги собира од Централниот регистар. Так, господине Поповски, дали покрај оние регистри кои што работат во склоп на Централниот регистар на Република Македонија имаме најава на воспоставување на нови? Така, значи со цел во делот на Getting Credit, морам од тука да почнам, кој што излезува како во извештајот на Светската банка, во Doing Business извештајот, со цел да бидеме подобрени, едноставно да земеме некој место повеќе и со цел да бидат на некој начин повеќе обезбедени побарувањата на кои што ги имаат доверителите кон должниците. Централниот регистар со измените во законот за обезбедување на побарувањата воведе 2 нови регистри. Тоа е фидуцијарен регистар, односно регистар за обезбедување со пренос на собственост на предмети и подвижни и пренос на права и регистарот за продажба на подвижни ствари со задржување на правото на собственост. Так. Значи се склучува нотарски акт, значи задолжително. Во рок од 5 дена треба да се регистрира во Централниот регистар, во тие 2 регистри. И од тогаш има веќе правно својство има самиот акт. Исто така во рок од 5 дена треба во рок од 5 работни дена треба да поднесат и барани за пишување на секоја промена, односно бришење. Тие се 2 регистри кои што Централниот регистар минатата година ги воведе, односно во месец крајот ние ги воспоставивме во месец на крајот на месец август, односно реално почнавме со работа од месец септември. Дали планирате да понудите некои нови производи? Во моментот сме во фаза на тестирање на производ кој што е сублимат од информацијата од заложен регистар и од информација од регистарот за лизинг, кој што ќе може и хартиено и електронски да се презема преку системот за e-потврди. Тоа е сублимат кој што може да биде пребарувано или по заложен должник или заложен корисник или по корисник или по должник. Сублимат е од регистарот, заложниот регистар ќе повторам и од регистарот на лизинг. Се очекувам дека во најскоро време ќе биде истестирана и ќе од страна на нашите служби ќе биде пуштена во употреба. Во 2014 година започнавте со онлайн регистрација на трговски фирми. Сега регистрацијата се врши исклучиво електронски. Како се покажа овој тренд? Така, поточно на 4 март, ние системот го развивме малце порано. Меѓутоа на 4 март 2014 година влезе во
законска процедура, мислам во законска исклучиво законска надлежност на Централниот регистар исклучиво електронски да ги прима пријавите за упис во трговскиот регистар. Зборам за упис на основање. Подоцна ќе кажем и за упис на промени, упис и на бришења. Во тој период значи почнавме со сметководителите како професионална заедница и мислам го развивме системот за е-регистрација. Во прво време, значи, имавме неколку обуки на сметководителите. Сега во моментот некаде околу над 400 сметководители се јавуваат како регистрациони агенти. Се воведе во Законот за едношалтерски систем категоријата регистрационен агент. Со таа можност што субјектите кои што ќе сакат, односно оние предприемачи кои што ќе сакат да основат фирма, односно да основат друштво, ќе можат или значи законот дозволува сами, меѓутоа треба да поседуваат сите учесници во постапката треба да имаат да поседуваат дигитален сертификат изведен од овластена куќа. За полеснување на постапката, значи за поедноставување, може да користат регистрационен агент кој што има овластување за да врши конверзија на хартиените документи и со дигиталниот подпис преку системот за електронско поднесување документите, односно преку системот за регистрација, да ги поднесе до Централниот регистар. Во 2015 година, значи по 7 година и пол, ни требаше и на нас фаза на надградба на системот, започнувајќи од месец ноември 2015 година, Централниот регистар и уписите на бришење и уписите на промени, сите уписи, значи ги врши исклучиво електронски. Значи сега во моментот во трговскиот регистар исклучиво електронски се вршат сите уписи. Категоријата регистрационен агент беше проширена со адвокатите како професионална заедница. Во моментот упис на основање можат да вршат освен значи за акционерските друштва и јавни и трговски друштва, значи можат да вршат и сметководителите и адвокатите кои што имаат овластување за да потенцирам за регистрационен агент. Уписите на промени и уписите за бришења исклучиво адвокатите како професионална заедница. Со мерките кои што ги имаше владата во поедноставување на постапката и ние како имплементатор на сето тоа Централниот регистар можам да дадам некоја статистика да ви прочитам тука да видите дека воопшто не е намалена и покрај на политичка криза, економска криза, бројот на ново регистрирани, зборам на ново регистрирани фирми воопшто не е намален. Ќе го кажам и бројот на бришени фирми. Значи, вкупниот број на основања, 2014 година ќе го кажам, вкупниот број на основања на ТП и трговски друштва во Република Македонија бил 6380, во 2015 година 6723, во 2016 6668, значи сега се движиме некаде просек околу 6700. Бидејќи сум гостин во телевизија во Штип, еве ќе кажам и за Штип. Во Штип имаме во 2014 основани 145 ТП трговци, поединци и трговски друштва. Во 2015 имаме 177, во 2016 155. Ќе забележите малце од преска што кажав дека имаме малце пат на овие на во Штип на бришани, меѓутоа кога ќе споредиме со оние колку што има намалување на бришаниве фирми во однос на оние што се ново основа, така да немаме негативно салдо на крајот, гледано во вкупниот број на фирми кои што постојат. Инаку еве ќе ви кажам колку се однесуваат во значи без оние акциски бришања. Тие не ги ставаме, тие се по службена должност во редовна постапка. Во 2014 сме имале 4800 бришења во Република Македонија, во 2015 3900, значи паѓа бројот на она што го кажав на бришени фирми, во 2016 само 2800, значи скоро за по 1000 паѓаат бројот на бришени фирми, а бројот на новоосновани расте. Тоа значи дека вкупниот број на фирми кои што работат, кои што обстојуваат, и пак ќе кажам согласно сите проекти, сите стимулативни проекти, намалени даноци и така натаму, како мерки на владата, како проекти на владата, е дојдено до сето ова. Во Штип имаме конкретно
За 2014 бришени 95 субјекти, во 2015 84, во 2016 само 54. Во моментот, ако ви интересира за 2017 година, за овој неполн месец се уште, во Република Македонија има избришени 161, во Штип само 4. А основани, ќе се вратам наназад, основани имаме во Република Македонија 273, а во Штип 5. Така да не може од еден месец да се даде никаков тренд, меѓутоа верувам дека ова ќе остане и до крајот на годината. Така. Господине Поповски, Централниот регистар во соработка со UNDP, со Агенцијата за вработување и со Министерството за труд и социјална политика го спроведува веќе активно проектот за самовработување. Каков е интересот на компаниите и колку досега компаниите имат искористено токму овие бенефиции од ваквиот проект? Така, тој проект на владата веќе трае десетина години. Дадено е можност на сите оние кои што немаат фирма, немаат можност со парична помош од 3000 евра, со план кој што ќе го достават и до UNDP и до Агенција за вработување, да може да основаат фирма. Ние тоа како Централен регистар го спроведуваме на значи постапката за упис оди без надомест. Во 2000, еве пак имаме на статистика, кој може да прочитам, во 2007 кога почна проектот за самообработување, има 559 субјекти. После се движи цело време бројка од околу 800-900 и над 900. Во 2016 имаме 1115 субјекти кои што се основани во Централниот регистар преку ова мерка, односно овој проект на владата за самоработување. Самите бројки сакав да ги прочитам за да ќе кажат колкав е интересот. Значи расте интересот и нормално имаме веќе период од 10 години кога може било кој проект да покаже своји предности и своји недостатоци. Очигледно е дека штом расте бројот, дека интересот се зголемува и дека има нормално тука се предностите на самиот проект. Така. Господине Поповски, ете дојдовме до прашањето колку токму ваквата политичка ситуација во државата влијае во секторот во кој што вие работите, односно во Централниот регистар. Секако дека влијае. Во 2015 година, кога беа и немирите во Кумановскиот во месец мај во Куманово, и ние имавме сега ова претходно што кажав од аспект на основани фирми, тоа да, меѓутоа од аспект сега на наша институција како Централен регистар, влезали тоа што јас гледам, ние гледаме статистика на издадени информации. Тука се и оние кои што се во постапка за јавни набавки, во било која постапка, значи ние издаваме Централен регистар потврди информации кои што во било која постапка можат да бидат искористени, дали законска, дали информативно, бизнис заедницата е заинтересирана да ги зема, имаме ние големи корисници кои што преку веб сервис добиваат податоци и гледаме дека преку продадените информации бројот на продадени информации ни се има намален овие период од 1-2 години и секако дека влијае. Меѓутоа се трудиме, како што кажав, искуството кој што го имаме изминативе десетина години од кога Централниот регистар, трговскиот регистар е воспоставен во 2006 година. Од тогаш на тука имаме пораст на обем на работа, пораст на палети на услуги кои што ги издаваме, електронски услуги кои што ги воведовме, регулаторна гилотина и да не ги спомнувам сите оние мерки на владата кои што придонесоа за да вие ќе се сетите и економската криза, светската криза која беше пред 6-7 години, 5-6 години. Во Република Македонија не се одрази тоа. Значи ние имаме ситуација, јас бев во минатата во месец ноември, октомври-ноември бев во посета, бевме како тим во посета на IPES, односно на агенцијата во Словенија, односно тоа е агенција која што врши упис, односно посредува во уписот во трговскиот регистар, односно во Словенија, па на нашиот Централен регистар во Република Македонија. Они ни кажаа колку 15-20% од вработените биле отпуштени во тој период. Ние Централниот регистар можам со сигурност да потврдам дека немаме таков проблем, не сме имале проблем од аспект на развој на самиот Централен регистар, а да не кажам и од аспект на да можеме да обезбедиме средства за плата, бидејќи ние сме институција кои што сме на самофинансирање, не се финансираме од буџетот. Значи од нашето премиерничко работење и јас како директор, а можам да кажам и од претходните директори кои што беа во целиот тој период,
сме се труделе да не ја доведеме институциите во ситуација да зависиме од само една услуга. Затоа ја прошируваме палетата на услуги. Предпоставам дека самото решавање на политичката криза ќе значи реализирање на нови проекти кои што чекаат наред. Секако, значи прво чекаме на формирање на влада. Ако не друго, сите работи ни се поврзани со работењето на владата. Ние сме државна институција. Така. Овде ќе ви се заблагодарам за вашето гостување во студиото на Канал Плюс телевизија. Верувам дека гледачите сега комплетно се информирани за некои од поактуелните прашања кои што се на државно ниво. Така е, за се тоа на кои што гледачите, односно корисниците на нашите услуги нема да можат сега одма или не ја гледаат емисијата, еве јас апелирам да се информираат во сите канцеларии на Централниот регистар. Тоа се 27 канцеларии, 10 регионални во Република Македонија, кај што ќе може да добијат информација од било кој тип што се однесува на работењето на Централниот регистар. Ви благодарам. И благодарам на вас. А вие, драги гледачи, останете и понатаму со програмата на Канал Плюс телевизија.